Како и секој утро, вестите ги започнуваме и нашите анализи со вклучувањето на нашата Кристина Атовска од Киев. Но пред да ја вклучам Атовска, која веќе ја гледам на позиција, бидејќи ја имам овдеки на мониторите, се наоѓа пред на плоштадот главен во Киев, пред онаа прекрасна стара црква киевска. Тој додуше влезот во целиот комплекс црквата не ја фаќаме сосема во кадарот, но е прекрасна. Само да кажам дека утрина ја прочитав една многу убава веста која што е врзана со киевска, со украинската криза, именно прочуениот новинар руски Муратов, кој што доби минатата година Нобелова награда за своето известување и за својата новинарска работа во Русија, вчера го ставил на аукција медалот на Нобел. Таа аукција направена во Њу Јорк и собрал 103,5 милиони долари како понуда за откупување медалот. Сите пари ќе ги даде на УНИЦЕФ, а ќе бидат наменети за децата од Украина, кои што гледаме дека тој стрес е за сите голем, но веројатно ќе остави многу трајни последици врз оние кои што ќе бидат после нас уште кој знае колку децении и ќе мораат овие работи да си ги дообјаснуваат и на себе и на нивните деца. Но во секој случај потезот на колегата Муратов е навистина доблесен и за секоја почит. Кристина Атовска, добро утро во Киев. Добро утро, Сашо. Денот овде вчерашниот ден го одбележат сепак призвукот на Европската Унија. Ако вчера соопштив дека председателот Зеленски ја потпиша конечно Истанбулската конвенција, во текот на вчерашниот ден дознавме дека всушност тројката сепак дошла овде со папка полна со барања кои се услов за влез во Унијата. Може би не знаеме што носеле во тие папки кога се однесуваат преговорите со Русија, но веќе почнаа да се гледаат оние барања кои тие ги донеле овде, а се однесуваат Европската Унија. Доцна синоќа Врховната Рада ја усвоја, ратификуваше Истанбулската конвенција, а беа донесени уште неколку закони кои исто така се услов за влез во Унијата. Може би најважниот од нив е антикорупцијата, односно борбата против корупција, па така парламентот Радата донесе, ја изгласа и таа антикорупцијска стратегија, која уште еднаш ќе повторам, е услов на нивниот дневен ред, се најдоа и законите за менаџирање со отпад и законот за шуми. Сето ова се случуваше доцна вечерта, а по нивното заминување од зградата председателот Зеленски повторно се јави за да извести на својот телеграм канал, секако за да извести дека конечно се случија и односно се изгласа и овие закони кои сепак се услов за влез во Унијата. Овде имаше во текот на вчерашниот ден и висок представник на Обединетите нации кој треба да ги испитува оние злосторства против цивилите. Тој детектираше околу 4500 и нешто над 4500 цивилни жртви врз кои што се извршени вакви злосторства и уште исто толку повредени цивили, а државата ја посети холивудскиот актер Бен Стилер, исто така како представник на Обединетите нации, но под знамето или под призвукот на УНИЦЕФ, и тој беше примен кај председателот Зеленски во неговата канцеларија и можевме да видиме еден краток исечок од таа средба како помина. Но да се вратиме на фронтовите, она што го одбележа вчерашниот ден е дека Одеса повеќе не е мирен град како што тоа беше досега. Од колега пред 2 дена отиде таму и кога го прашав во прво време како е во Одеса, ми рече дури уште помирно од Киев. Таа ситуација се промени во текот на вчерашниот ден. Прво, украинската армија ја нападна платформата за извлекување на газ која Русија ја направи во Црното море, веднаш по анексијата на Крим направи 2 такви платформи. Таа платформа е сега уништена, соопштија од
руската страна дека не се во можност повеќе да произведуваат, односно да излекуваат газ од таму, и веднаш потоа следуваше и реакција. Беа упатени 5 ракети кон градот Одеса, очигледно дел од нив со поголем калибар, но и во текот на ноќта не престанале нападите во Одеса, па така видовме на фотографија која ни ја испратија колегите со еден кратер длабок цели 4 метри, така што официјално веќе ниту Одеса не е тој мирен град, единствениот мирен град за кој што досега известувавме во Црното море. Што се однесува до другите фронтови, во Запорижја, командантот на баталионот Азов изјави дека украинската армија преминува од дефанзива во офанзива и во градот во обид да се стигне до окупираниот Херсон. Русите се избуткани од првата линија на фронтот и биле принудени да се повлечат. Доцна синоќа пристигна и информацијата дека во некој од овие изминативе денови председателот Зеленски тајно, па ќе кажеме маскирано, го посетил местото Лисичјанс, кое што е исто така цел на големи напади. Таму се водат жестоки борби и на терен, но и постојано се гранатира тоа место, кое што заедно со Северодонецк се последната линија на отпорот во Луганската област. Да, Атовска, утрина слушав една интересна, да кажем, мала анализа, мислам дека на BBC беше, дека практично Украина сега води две пропагандни кампањи, би се рекол, една за домашна употреба, една за ова што е насочено кон странство. Во она што е насочено кон странство се говори за тешката ситуација, за потребата од ново оружје. Беше повторно вклучен и градоначалникот на Северодонецк, каде што се водат и неколку други во Луганската област и така натаму, кај што е директната линија на фронтот. И таа е во принцип кампања која секојаш вели ние многу е тешка ситуацијата, борбите се тешки, дајте ни оружје, бидејќи вака не можеме да се браниме. Од друга страна, Зеленски за внатрешна употреба, па и не само тој, туку и целиот, би рекол, државен апарат на Украина, се обидува да ги бодри украинците, да тие нонстоп говорат дека ќе одиме до крај, победата ќе биде наша и така натаму, што е веројатно разбитливо. Имате ли до тие двете, да кажам, слики кои што се помалку и се разликуваат, мислам, кога се насочени пораките за Украина и овие што се насочени на странство, имате ли увид во Киев? Има ли украинската јавност успева ли да ги види и двете, да кажем, кампањи? Или тие можеби и не се едната на другата спротиставена, можеби се и некаков нормален речник за овој вид на големи конфликти како што се одвива сега во Украина? Украинската јавност може да ги види тие две страни, точен ти е заклучокот, што не е случај со странските новинари кои не го разбираат јазикот. Од оно што можам да го забележаме дека како што кажа и ти, различни се информациите кои пристигнуваат на мрежите кои се на украински јазик, а различни се информациите кои пристигнуваат на англиските канали, односно на каналите на англиски јазик, се наменети за странските новинари и за странската јавност. Нема некоја разлика во смисла на погрешни информации, туку само се пласираат различен вид на информации, како што соопшти и ти, на оние канали кои се само исклучиво на украински јазик, се бодрат војниците, украински војници, па и украинскиот батальон Азов. Постојат и такви онакви иницијативи за поддршка и на заробените војници од Азов кои ги држи Русија, а велат дека се живи, и секако она што пристигнува како информација на англиски јазик сепак повеќе се однесува на информациите кои се наменети за да се пласираат во меѓународната јавност, а тоа се барањата за оружје, тешката ситуација, односно трошењето на она оружје кое веќе е донесено и кое веќе го има, така што да, може да се забележи разлика. Новинарите од
од сите други држави кои не го разбираат јазикот, можеби не можат да ги прочитаат, односно да ги видат овие информации, ова бодрење, така ќе го наречеме, па и обид да се подигне моралот, бидејќи на украинските групи постојано секоја порака која ќе стигне пристигнува со тоа, со напредокот на украинската армија и со тоа бодрење дека украинската армија ќе ја победи. Оваа битка, како што кажав, англиските канали сепак повеќе се однесуваат на информациите за она што презема меѓународната јавност, кој колку помош испратил, кој како ја поддржал Украина во влезот, во напорите да влезе во Европската Унија, па така и утринава на тој англиски канал пристигна информациите дека сите земји членки на Европската Унија ја ќе ја поддржат напред стојниот сами 25-26 месецов, ќе го поддржат влезот на Украина во Унијата. И за крај да кажам дека вчера пристигна уште еден батальон од Америка овде, кој треба да ги обучува украинските војници да го користат новото оружје кое веќе е пристигнато од Западот. И Сашо, уште за крај да кажам, бидејќи вчера ми кажа, го завршуваме брифингот, да доаѓам на кај дома, да најавам дека не само што не доаѓам натаму, туку утре повторно заминувам источно, а ден после Линковското вклучување, а ден потоа па повторно јужно кон линијата на фронтот, овој пат не со колеги новинари, туку со една група, ќе ја наречам воено-хуманитарна, која има задача да достави храна до војниците во рововите на сите линии на огнот. Кристина, ти благодарам. Ние се емитуваме до крајот на јуни и се разбира дека нашата примарна цел е сепак твојата безбедност, проценките се твои таму и така, нели, сепак ти си на самото место на настана, ти можеш да процениш која е опасноста од и ризикот во сите тие операции, но ова драгоцено јавување кое го имаме секој утро во брифингот се разбира ќе остане до крајот на месец јуни. Благодарам Кристина Атовска, директно од Киев, од овој прекрасен главен плоштад во Киев.